Кога станува збор особено за бездомните куќиња, често се крива голема дискусија околу тоа дека тие се опасност по животот на граѓаните, меѓутоа ако свртиме топката од другата страна и се ставиме во некаква улога на тоа зошто всушност тие куќиња станале бездомни, каде е проблемот и како лајка овде може да превенира со оглед на тоа дека денес слави 5 години? Лајка превенира и секако дека ние тоа како најчесто викаме го гасиме пожарот, затоа што не може лајка целосно да направи да ги нема бездомните куќиња на улица. Ги разбираме граѓаните кои што се загрижени, кои што се чувствуваат несигурни за безбедност, дека се плашат од куќињата, посебно кога ги има повеќе, кога се во чопор. И ние со сите наши сили се трудиме да вдомиме што повеќе да тргнеме од улица, да разбиеме чопори. Нашата програма е залови стерилизира и врати на локација, посветени сме на масовната стерилизација и кастрација, затоа што на тој начин спречуваме, превенираме да има нови легла од тие веќе што се куќиња на улица исфрлени. Меѓутоа, и во овие 3 години покажавме дека можеме да работиме максимално преку 3000 куќиња заловивме, од кои што преку 1100 добија дом, значи трајно беа тргнати од улица, меѓутоа проблемот е упорен. Упорен е затоа што ни недостасува законска поддршка, ни недостасува одговорност на граѓаните. Ова е социјален проблем, ова е проблем на отсуство на законска регулатива, каде што миленикот се третира како потрошен материјал, каде што има едно огромно неодговорност меѓу граѓаните на Македонија и Скопје, кога станува збор за чување на миленик, за создавање на легла непотребно и нормално ете го проблемот на улица. Работата на лајка ќе биде далеку поуспешна доколку сите механизми на контрола на одговорното сопствеништво во државата функционираат и доколку институциите кои што се задолжени за спроведување на законската регулатива во ова прашање ни помагаат и работат онака како што треба. Се разбира, некои работи треба да се променат. Тоа се казнените одредби за непочитување на законските одредби и сметам дека со малку поголем ангажман од сите чинители дека ќе имаме навистина успешно решавање на проблемот за кратко време. Видов Холандија, меѓутоа и многу други европски држави имаат многу поригорозни мерки кога е во прашање земање на куќе на милениче па пуштање надвор. Како стоиме ние тука? Дали навистина имаме добра законска регулатива со која што ќе треба да се наметнат можеби поригорозни санкции за оние сопственици кои што го земале одредено милениче па го пуштиле надвор? Ние стоиме многу слабо со санкциите. Ги спомнавте Холандија, јас ке кажам дури еден Загреб има одлични контролни механизми, има многу високи казни, дури и напуштањето на миленик во Хрватска е кривично дело. И ние бараме да бидат повисоки казните. Во Холандија е 16.000 евра напуштање на миленик. Кај нас, за жал, напуштањето на миленик резултира само од инспекцијските служби, само со едукација. Втор пат, ако ви го фатат миленикот на јавна површина, ве казнуваат некои 15 до 20 евра, што е беззначајно. Меѓутоа, не е само тоа проблемот. Проблемот е што недостасуваат контролни механизми. Законот е релативно современ и добар и тој ја следи европската регулатива, нели нашите закони се консолидирани со европските, натаму тежнееме да одиме, меѓутоа контролните механизми ни недостасуваат. Значи, моментот на контрола на граѓанинот, на проверка и имаме неимплементација заради тоа на законите. Уште едно прашање за крај. Зошто е важно да вдомиме, а не да купуваме, да го правиме изборот кога веќе имаме можности да бидеме похумани како луѓе? Еден дел од проблемот на купувањето на куќиња е што оваа дејност на размножување на куќињата, на одгледувачниците е комплетно нерегулирана кај нас. Значи, тоа е една дејност која што е буквално сива зона. Сметам дека
Зошто е важно? Затоа што покажуваме прво хуманост, затоа што секој едно куче го носи својот карактер, куче припаѓа покрај човек, куче сака да припаѓа во човечко семејство и сите овие бездомни кучиња не барале да бидат на улица. Затоа е многу подобро да не купуваат граѓаните, туку да вдомат, не само што ќе покажат хуманост према тоа едно животно кое што бескрајно ќе им биде благодарно, туку што ќе покажат и општествена одговорност. Значи, кога секој од нас би вдомил куче наместо да купи, ние нема да имаме бездомни кучиња на улица.